Дневно, интервенција од ИСАР преку компјутер бараат најмалку по двајца за еден месец од воведувањето на услугата 48 часа. На адресата на предпријатието пристигнале 80 барања. До сега од овие барања што се поднесени, ние имаме одговорено буквално на сите и имаме решено скоро за 24 часа, не за 48 часа. Сите беа решливи, а за 48 часа на сите буквално ни се решени проблемите и граѓаните добиваат повратна информација преку самиот мејл, односно преку самата веб страница, што е сработено и како е сработено. Што граѓаните најчесто бараат од комуналците? Најчесто имаат проблеми со водоводната мрежа, канализационната мрежа, значи отклонување на дефекти. Потоа бараат за санирање на клупи, поставување на нови клупи, како и садење на цвеќе, обновување на цветен насад. Услугата 48 часа, освен што им ја олеснува комуникацијата на граѓаните, во исто време предпријатието и го обврзува. За 48 часа ние сме должни да интервенираме и реагираме и решавање на било каков проблем, доколку е решлив, доколку не е должни сме да го известиме граѓанинот зошто не е решен проблемот и кога ќе се реши, доколку бара некоја поопфатна операција, поголема механизација за ангажирање за решавање на истиот проблем. Според евиденцијата на наплатната служба, кога во прашање се електронските услуги, како добра се покажала и онлайн наплатата. Дневно на овој начин сметките си ги плаќаат околу 50 поединци и фирми од Штип.